Топ тема, добро вечер. Трет ден е од изборната кампања, уште 17 остануваат за она стандардното предизборие. Колку кандидати, толку визии за, како што сите велат, најдоброто за тебе и за твојата општина. Но колку реално навистина имаме општини по мерка на граѓаните, кои нудат сервисни општински администрации, кои се водат од јавниот, а не од интересот на поединците, колку имаме проекти и политики чии заеднички содржател е квалитетен живот. Кој е профилот на една македонска општина, мерено низ повеќе параметри кои значат одговорна локална самоуправа. Вечерва разговарувам со представници на 3 граѓански организации чии истражувања, анализи и секојдневна работа откриваат една поинаква реалност и слика од она идиличната која што сега ни се представува на предизборните собири. Во топ тема вечерва, добро вечер за Герман Филков, председател на Центарот за граѓански комуникации. Блаже Јосифовски, председател на Go Green. Добро вечер. Добро вечер. И Ѓорги Хаџивасилев, истражувач во Институтот за демократија, Societas Civilis. Секој од својот аспект и особено Герман, бидејќи ми предочи, само 9, има серијал истражувања на Центарот за граѓански комуникации кои опфаќаат различни сегменти битни за она што значи современа, транспарентна, отчетна, одговорна општина. Првото прашање е некако сублимат од сите области. Се обидов да направам еден мој тематски опис. Книжат долгови, буџети полнат најмногу од градежни дозволи и маркици, за проекти се крстат во помош од централната власт, во животната средина рециклираат главно странски донации и проекти на хартија, додека се обкружени со жешки екоточки и депонии. Кон граѓаните се свртени најмногу на гласање. Филков, сгрешив нешто, ќе одземете или ќе додадете или претрав? Не, во делот за кој што јас можам да кажам, тоа е така, меѓутоа е, да кажам, дури некако и благо речено, затоа што навистина општините се во една тешка состојба според мене и според нашите истражувања. Прво би сакал само да имаме предвид дека бидејќи се заедно со Скопје 81 единица на локална самоуправа, има големи разлики од општина до општина. Така што и кога ќе зборуваме за некаков профил, има работи кои што навистина се заеднички за сите нив, меѓутоа навистина има општини кои што се на маргините, да кажам, со 2-3 жители, со мал буџет, со навистина неможност за некаков поголем развој, но има општини кои што се многу интересни и со буџет, и со можности, и со капацитети, а и со број на жители. И исто така еден фрапантен податок дека сите општини заедно годишно имаат или трошат буџет од 800 милиони евра. Значи, овие овде што ги гледаме кандидати што се борат како да е последно да освојат гласови на локалните самоуправи, кои што треба да поминат можеби незабележано во една земја, се борат за 800.000 евра буџет. Што значи тоа? Нарековте дека има некои општини кои што се на работна екзистенција. Колку тоа упатува на една можеби нефункционална територијална поделба, бидејќи реално при кроењето на општините веројатно се задоволувале многу други потреби, не оние што се битни за еден социо-економски развој. Можеби ова е за на крај на емисијата муабет, меѓутоа како сите решенја во криза што се носат, така и оваа територијална поделба тога се донесе како решение на една криза и кога ќе помине кризата, јас мислам дека треба да се донесе ново решение. Од секогаш и не само што нашите истражувања упатуваат на тоа, веќе се погласно се слуша дека и има аргументи дека не е одржлива ваквата територијална поделба кај нас. Еве од на 80 општини. Значи, од кои знаеме дека 33 се урбани, односно градови, и другите се сите рурални, и кажав, имаме од ајде Скопје посебна, меѓутоа еве Куманово, Газиба, Бајродром како поголеми, над 100.000 жители, имаме со 2.000 жители, и таа треба да има
градоначалник, секретар, вакво оделение, онакво оделение, комунален инспектор, градежен инспектор, просветен инспектор, да не ги редам, животна средина, лице за интегритет, лице за пријавување укажувачи, за буџетот да го води. Да бидеме искрени, некои работи не мора да ги имаме, таа меѓуопштинска соработка тешко функционира, бидејќи секој гледа не се покажа како целосно решение. Може би да закрпи некои работи, немање инспектори и други внатрешни ревизори и слично, меѓутоа и имате општина со неколку вработени, мислам Арачинова дека е со 5-6, имаат на дело, на договор, меѓутоа 5-6 вработени и имате вие Тетово со над 300 вработени. И таа е општина, да, таа има многу повеќе жители, меѓутоа надлежностите им се исти. И од тука овие диспаритети на секој поглед што ќе ги зборуваме и што ги кажуваме. Да нема забуни за секој во делот темите кои што ќе ги начнеме, ќе ги раздвоиме тие специфики, но за почеток кој е оној заеднички профил од сите клучни сегменти на кои што сте фокусирани. Не е мешање баби и жаби, меѓутоа пак ќе кажам, имајќи го предвид овој диспаритет меѓу општините, една просечна општина, што да кажам, има, значи, не е доволно транспарентна, а најмалку, половина од општините не ги објавуваат оние податоци што мора со закон да ги објават, а кои што се однесуваат на нивните буџети, на јавните набавки, на финансиските трошења и така натаму. Понатаму, од аспект на трошењето на парите, од овие 800 милиони што ги кажав сите општини што ги имаат, 190 милиони ги трошат на јавни набавки. Просечно нивните јавни набавки имаат помал просек на понудувачи од националниот просек. Општините имаат недоволно кадар за спроведување на набавките, недоволно сертифицирани лица со положен испит, повторно што го бара законот. Да не зборам дека се локално ориентирани, иако законот тоа не го дозволува. Зборам во смисла на тендери со една понуда, кој што јас ги кажувам, се знае кој ќе го добие, па само тој се јавува. Тоа се А не ретко, како што прочитав, и со едните исти фирми во неколку општини. Со едни исти фирми. Фирмите ќе видите дека се локално ориентирани кон една општина, односно 30, 40, 50% од сите набавки на општината одат само кон една фирма, која што е долгорочен, да кажам, партнер на општината. Понатаму од другите аспекти, општините имаат сите, речиси сите, мислам сите имаат, тие што имаат ГУП-ови или генерални планови, застарен, некои по 20 години, немаат нови ГУП-ови. ДУП-овите, најголем дел од ДУП-овите, повеќе од 60% се менуваат на барање на граѓани, на физички лица и на фирми, а не општината како го планира развојот во урбанизмот. Понатаму ќе зборува колегата, големи проблеми со доделувањето на сите дозволи, па и дозволите бе интегрирани, така наречени еколошките дозволи. Понатаму, продажбата на земјиштето што го прават општините е крајно нетранспарентно, само на тој систем електронски за продажба, меѓутоа никако и на нивните веб страни, никако и да се информираат граѓаните за што тоа се прави. Понатаму, аспекти кои што исто така не се директно, не се однесуваат на општините, меѓутоа зависат од нив. Ни фалат 300 пожарникари за да имаме минимум законски број во општините. Пожарите што само на лето се актуелни. Исто така ни фалат во сите 33 единици што имаат центри здравствени луѓе во брзата помош. Тоа е на централно ниво, меѓутоа добар градоначалник може да побара и нонстоп да бара да се вработат баш во таа општина ако има голем недостиг. Скопје, Тетово, Куманово, Кичево се, да кажам, алармантен недостиг на луѓе во брзата помош.
да одиме понатаму. А се точки воедно и каде што наводно треба да бидат нели тие регионални здравствени центри заедно со Штип. Ако сум ја градоначалник на таков град регионален, ќе сакам и тоа да функционира. Се жалиме на иселувањето на децата. Средно школо само во 2 општини има од 78, тука Скопје посебно е тргната како цела единица, општините се земени. Само во 2 имаме што не е намален бројот на средношколци, само во 7 што не е намален бројот на деца во основно училиште. Значи, ако треба за просекот да зборуваме, тоа се овие општини за кои што ние сега нели се бориме да ја освоиме власт. Јосифовски рециклираат главно странски донации и проекти на хартија, обкружени се со жешки екоточки и депони. Што би одзели, што би додале вие? Би додал дека работите во животната средина чинат и тоа најчесто се инфраструктурни потреби кои треба од некаде тие пари да дојдат. Во овој случај со тоа како се поставени нашите општини, тие сериозни средства треба да дојдат од владата. Кога не доаѓаат општините во ургентни ситуации, бара да им се реши одреден проблем, па така имаме одреден број на општини кои што со грантови решија некои санитарни депони, да кажеме, кои што пак се краткорочно решение да се закрпи во моментот проблемот, но бидејќи со децении овој проблем е ставен на страна, не се инвестира, општините навистина се соочуваат со еден огромен проблем и во ситуација кога немаат доволно буџетски средства, верувајте на некои состаноци, зборуваме дека локалната општинска депонија потребно им е да се огради со обична ограда и да се постават камери. Значи, ние за таква заштита на животна средина зборуваме во нашите општини, зборуваме за најосновни работи кои што на жалост ги немаме и мислам дека вака како што се поставени сега работите, многу тешко општините дека може да се снајдат, па така можеме да кажеме дека немаме инспектори за животна средина. Во најголем дел од општините нема инспектор кој што може да го мониторира и надзор да прави на ситуацијата на терен. Редовните планови кои што треба акцијски да ги прават во делот на животната средина, ретко кој има, тој е план во кој што имаме таа статистика поразителна и ќе ја разгледуваме. Така што ниту имаме планови, ниту имаме инспектори, ниту имаме финансии кои што општините планираат да ги решат, значи се гледа да се преживее, да се направат основните услуги, ако може да се обезбеди собирање на сметот, да биде редовно сортирање. Многу тешко, многу ретко тоа го имаме во нашите општини, така што целокупно мислам дека со овие финансии сега што ги имаат општините, немаат никакви шанси да ги решат проблемите кои што ги имаат во делот на животната средина. Хаџи Василев, на претходните избори беше еден интересен проект, мојот градоначалник, мојата општина Профилот. Сега стартувавте со еден друг документ за унапредување на доброто управување преку изборните програми. Тоа е еден фантастичен документ кој вклучува серија на долгорочни истражувања на 29 невладени организации. Која е проценката? Ќе има ефект? Гледам, организирате и средби со дел од партиите. Има ли интерес или сепак тоа што е нацртано во партискиот штаб од мене за тебе најдоброто останува како концепт пред партиите? Така. Па, јас малку по-оптимистички гледам на тоа, бидејќи на претходните парламентарни имавме многу слична анализа која ја направивме, каде прибравме препораки и наоди од граѓанските организации во полето на доброто управување и борбата со корупција и да речеме, на партиите им ги представивме сите тие наоди, после по дополнителни анализи видовме дека во суштина дел од тие препораки се најдоа во изборните програми на партиите. Сега знаеме кај нас како функционира, колку се ветува во програмите, колку се имплементира после за време траење на мандатот кој што ќе го добијат од народот, но беше, да речеме, некоја позитивна одстапка и поместување од некоја мртва точка каде што партиите беа отворени за нови идеи, ги прифатија дел од идеите, дел од нив
зависно од контекстот нели во кој ги нудат беа минимално модифицирани, но она што може да го кажам, бидејќи спомнавме нели дека имавме и средби каде што ги презентиравме тие наоди и препораки на истражувањето за локалните избори, добивме позитивен одговор од дел од општините, особено од тимовите кои што работат на изработката на програмите, така што се надеваме дека барем дел од нив, ако не и во најдобар случај сите од нив би се нашле како дел од нивните изборни програми. Имаме ли проблеми на БВ прашање за почеток уште и за сите на разбирање или недоразбирање од она што го очекуваме, бидејќи во 21. век се уште говориме за и слушаме за ситни проекти, овдека улица, таму паркче, нова школа, поправка на кровови, реконструкции и така натаму. Големата слика бара многу повеќе и еден исчекор повеќе кон сите сегменти кои што прават нешто што треба да задоволат општините, а се вика квалитет на живот. И тоа значи и добро хумано урбанистичко планирање, и инфраструктура, водовод, канализации, училишта, градинки, чиста животна средина. Ние ги анализираме, само немаме уште, сега ги собираме уште податоците, ги анализираме проектите, што општините ги добија од владата за парите за проектите од така наречениот унгарски кредит. Знаеме дека тоа се 110 милиони евра, лани 70 и годинава програмата е 40 милиони, 110 милиони евра. Само од ноември лани до октомври годинава треба да не добиете да ман 250 плюс 100 се 350 милиони, немајте да ги кратите, особено не во кампања. Не, за годинава толку се и од буџетот предвидени и толку се програмите на општините. Ако тие бројки беа поголеми, реализација е 26 милиони до сега. Поголеми се кажуваат, меѓутоа реално и во буџетот толку се, значи за годинава и за лани 110 милиони евра. А од тоа што самите градоначалници што ги гледаме проектите си ги презентираат нели најчесто на нивните Facebook страни, забораваат на веб страните. Јас не знам како некој тоа би можел, најголем дел од нив, не велам за сите, да го нарече развоен проект. Оплочување на тротоар, улица, не знам што. Немаме проекти, развојни проекти, ова што го кажавте и вие. Некој водовод, канализација, да се обноват цевките, да се направи. Меѓутоа, мислам дека пред избори воопшто не е ни популарно кај градоначалниците, сегашни или кај партиите кои да се прават проекти невидливи за јавноста. Затоа што под земја кога ќе направиш нешто, освен да го подобрува значајно најбитниото водоснабдување, не знам зашто се има инсталации. Тоа не ни ја менува реалноста и како ние постојано да тапкаме во место, бидејќи деновиве подготвувајќи се за еден град за кој што би требало да правам соочување на градоначалничките кандидати од над 50 и нешто села кои што се во рамките на таа општина, само 20 мислам дека имаат водовод и канализација. А нуди некој од градоначалниците дека ќе им донесе? Па не. Не. Тоа велам, кружен тек, сигурно кружен тек, пат ќе се поправи патот и такви работи. Сакам да кажам дека тоа е едно, како да кажам, тоа е едно градежно шминкање според мене, а не е нешто темелно дека ќе се направи, а темелните проекти се и повеќе годишни и исто така не се прават на година дена пред избор. Хаџи Василев, каде тука да го најдеме тоа што вие велите, еве ова е убав прирачник, убав е, солиден од 29 невладени организации, многу квалитетни податоци за добро управување. Бидејќи она што е сега напишано, потоа ќе се преслика во секојдневните активности.
Во суштина, ако го погледнете прирачникот, кај нас нема насоки за инфраструктурни проекти, тоа што го спомнавме. Гледајќи ги изборните програми, барем тие што сега се излезени, но и претходните, и за парламентарните избори, особено за локалните 2021, се она што се ветува во нив се некои ситни инфраструктурни зафати. Тоа се, не знам, ќе ви асфалтираме улица, ќе не знам, ќе ви поплочиме тротоар. Она што во суштина отсуствува, особено на локално ниво, е нудење на политики. Значи, реформи на одредени сектори. Ние, бидејќи го поставивте прашањето на почетокот, нели, што се бара, а што се нуди, каде се среќаваат тука интересите и очекувањата, што нудат партиите, што очекуваат граѓаните од друга страна. Граѓаните веќе... Прашањето беше од аспект на тоа дека, да, во 21 век сме и апсурдно е веќе да разговараме за тоа дека улицата треба да биде асфалтирана, дека треба да биде исчистено. Сакаме да разговараме за тоа дека ако сме инвестирале во стан, следниот ден тука, ако пред него има парк, дека следниот ден нема тука да никне нова зграда, бидејќи тоа повлекува нови проблеми, или без оглед сакаме чиста, здрава животна средина. Тоа е поентата на самиот документ, да ја разигра мислата малку и на внатрепартијската дебата, бидејќи инвестирате и ќе направите нова улица, но тука доаѓа после прибирањето на сметот таа улица. Вие ако немате политики и јасни процедури за тоа кој, кога и како раководи со јавните предпријатија за прибирање на смет, вие џабе ја имате таа улица, повторно се навраќаме на некои стари. И еве, почнуваме поред, секој има свој дел и сегмент. Филков, еве, ако одредив некако 30 како одредници, како некаков лајт мотив на она што го работите, меѓутоа одразуваат суштина во неколку области. Интегритет, транспарентност и домаќинско работење. Ајде да почнеме со транспарентноста и она што го објавивте како индекс на транспарентност. Во меѓувреме, додека разговараме, може режија да ги пушти податоците за општините, тие се поделени според планските региони. Што покажуваат тие и колку е тоа битно за граѓаните? Што тоа значи во секојдневниот живот, кога еве ќе се каже, да, индексот на транспарентност во една општина е 97, а во друга, за жал, 59. Еве да не оптоваруваме со бројки. Порано, пред 2019 година, Законот за пристап до информација од јавен карактер велеше дека општините треба да ги информираат граѓаните па за ова и ова. Во 2019 година Законот вели дека општините, односно институциите, во случајов општините, мора да ги информираат граѓаните преку своите веб страни за ова и ова, па има 22 алинеи законот. Всушност целото работење е преточено таму. Еве што значи тоа? Да ги информира прво, да има контакти за сите вработени, да знаеме кој вработен, на која работна позиција работи и како да стигнеме до него. Имейл и телефон. Сите имаат телефон платени од јавните пари, тој број треба да биде и јавно објавен. Потоа да знаеме ако се менува некој урбанистички план, кога ќе се менува, зошто се менува, кој предлага, да ја видиме измената, да направиме увид, да не свикаат како граѓани. Да знаеме детално за што се троши буџетот. Кога ќе ви речат, вие кога ќе видите еден општински буџет, вели капитални трошоци. Па тоа само економист знае што е капитални трошоци. Да знаеме во тие капитални трошоци што? Еве да знаеме општината за заштита на животната средина колку пари дава од својот буџет. Просечниот буџет, нели рековме... Како да го знае тоа еден граѓанин, кога кај нас граѓанинот, за разлика од праксата во многу земји, например, не знае колку од неговиот данок или од неговите пари за што одат. Така е. Вие не знаете за своите пари каква услуга во која општина ќе добиете или дали евентуално услугите се различни. Тоа е исто дел од транспарентноста. Да се излистаат сите услуги што ги дава општината. И при тоа, што значи? Која услуга, за колку време ќе ви ја дадат, кои документи треба да ги поднесете, кому да му ги поднесете и ако треба да платите административна, не знам каква такса, каде да ја платите и колку.
И не може, ако јас ги дадам сите документи, да ми речат како беше, нели има познати вицови, ви фали едно документче, па тоа кој е, па како е. Не, сите се тука документи, за 15 дена, вели, дојдете, ќе си ја земете потврдата, уверението, што и да. Понатаму што значи, еве, кажете ми една општина најдете кај што пишува број кај што може да се јавите за противпожарна заштита, од општината има и за тоа ингеренција. Општината која ќе велиме има ингеренција и за локалниот спорт. Не е општината да даде од својот скромен буџет 2 милиони евра на фудбалскиот или кошаркарскиот или ракометниот, кој што при тоа е акционерско друштво, туку да го развива локалниот спорт. Салите спортски што ги има општината и училиштата да не се под клуч или само да ги изнајмат на некој за не знаеме колку пари. Туку да се отворени за сите во општината. Кога сме кај парите, интересно беше истражувањето околу јавните набавки и уште кога го објавивте, имав една дилема. Што значат тие големи бројки за јавни набавки во општините? Односно, дали некој ви одговори, па добро, тие 190 милиона, еве сега, зголемени од 164 во 2023, сега на 190 милиона, значат може би повеќе проекти, нели, еве, ги имавме и оние од унгарскиот заем, значат поголема активност на општините во време, може би нека и пред избори, но рекордно секогаш годината во очи локалните избори имаме најголеми јавни набавки во општините. Тоа го имаме и низ од осамостојувањето нама му покажано и низ истражувања. Значи има зголемено трошење на пари во општините пред изборите, годината пред изборите особено, и бидејќи се во некој дел во текот на годината, таа не е репер самата година за време на изборите. Што значи ова 190 милиони? 30% од парите на општините одат за јавни набавки. Останатите одат за плати и за, нели, уште некои други ситни трошоци, не сметајќи ги тука парите што преку нив одат за училиштата, како трансфер дотации, блок дотации од централната власт. И само уште еден податок, ако ви кажам дека во Скопје, градот Скопје троши 14 евра по жител за јавни набавки, а например во 24-та во Дојран 675 евра за еден жител се потрошени за јавни набавки, па тоа значи другите се трошат 300-400 евра, некој има навистина по некои бедни 10, 15, 20 евра кои ќе ги сведете. А јавната набавка вака да не биде тоа некоја табу тема. Тоа е да имаш улица како што треба, тоа да имаш осветлување како што треба, ѓубрето да ви го соберат со камион како што треба, канта да имате како што треба, пешачки да имате како што треба, семафор да имате како што треба. Значи, тоа се јавни набавки, од кои што директно почна, за жал, особено во Скопје, да ни зависи животот на дневно ниво. Кога ќе го погледаме, кога ќе ја погледнеме на извадок, сижета бела со фирми со најголема вредност на договорите за јавни набавки, што можеме од тоа да заклучиме, освен она групирање на фирмите по тоа се претежно фирми што продаваат енергија, значи за струјата и за другите енергенси што ги набавуваат општините и градежни фирми. Проблемот е што мислам, секогаш има прегрупирање, така има и сега прегрупирање во јавните набавки, кога станува збор за тие градежни тендери, бидејќи сега се општините навистина зголемена динамика, се јавуваат проблеми со изведбите, пролонгирање на рокови, тука има проблеми со подизведувачите. Сега е најнов тренд мала непозната фирма да го добие тендерот, а таа да земе за подизведувач голема фирма, која што може да е 100 пати поголема од оваа што го добила тендерот. Зошто големата не се јавила, а малата го добила? Имаше едно време, детектиравме и вие и ние
една интересна појава, голем број фирми да се шетаат по министерствата, така како што се менуваат министрите, без оглед која им е нивната дејност. И тоа се случува така, и најголем проблем е навистина неквалитетното спроведување на набавките, па сите граѓани сега и анкети што покажуваат се жалат само што ја направија улицата, после 2 дена се отвори дупка, и со пролонгирање на роковите на изградба, до недоглед, без казни за фирмите, без воопшто да се знае што се случува со проектите и така натаму. Тука одиме на првата пауза за реклами. Георги, само дел опфативме со Герман, меѓутоа тука доаѓаме до оној дел кој што е исто така доста значајен, тоа е за да се функционира добро, треба добри инспекцијски служби. Една од рак раните на општините е тоа што покажуваат сублиматот на податоци кои што вие го имате. Така. Значи, често вака и на телевизија и по емисии слушаме за тоа дека нели ние имаме добри закони, но имплементацијата врз истите и почитувањето на истите е во некоја незавидна положба, и многу е поразително кога такви изјави слушаме и од некои лица кои што се во позиција да променат нешто, така што од истражувањата кои што ги обработувавме со тимот во насока на работата и капацитетите на инспекцијските служби, крајниот заклучок е онаа клише заклучок дека у суштина недостаток на капацитети и ресурси, што е проблем не само за инспекцијските служби, туку генерално очигледно за сите државни органи. Сега еден од проблемите е и корупцијата во тие инспекцијски служби. Зошто се случува таа корупција, нели? Најголем дел, ако не и сите од општините, едва и кубурат со кадар во инспекцијските служби, и самото тоа што во една инспекцијска служба или во едно оделение имате само еден или двајца назначени инспектори во одредена област, сериозно го зголемува и самиот ризик од корупција. Дополнително е тоа што буџетите со кои што дополнителен проблем е тоа што буџетите со кои што овие инспекцијски служби располагаат се крајно на граница да едва и работат и едва и функционираат, бидејќи еве еден општ пример да земеме, ако градежен инспектор треба да провери квалитет на бетон при изградба на некој објект, нема доволно средства како служба истиот да го однесе на лабораториско испитување кое што би го утврдило нели квалитетот. Па добро, ако има инспектор да излезе на терен, може да се направи на сметка на инвеститорот, ама проблемот е што нема инспектори. Так. Дополнително на тоа што нема инспектори, тоа што го спомнавме на почетокот, нели дека имаме општини кои имаат 2, 3, 4, 10.000 жители. Тука се јавува дополнителен проблем на тоа кај што е мала средина, па сите меѓу себе се знаат, и самиот процес на опоменување и казнување од страна на инспекторите е малку поразличен, да речеме, отколку во големите општини. Дополнителен предизвик е и тоа што инспекторите во повеќето случаи се оставени сами на себе и се подлежни на разноразни притисоци од разни политички и економски центри на моќ. Така што оно што го видовме исто е дека бројката на изречени казни и опомени многу варира, не само од општина до општина, туку и во една иста инспекцијска служба. Значи имаме инспектори кои што на месечно ниво, пример, изрекуваат 2 или 3 опомени, додека некој ниту една. Земено тоа на годишно ниво. Се е согласно закон, уставот и законите. Така што има доста недостатоци, но има и работи кои што може да се подобрат. Една од препораките кои што ја нудиме е тоа да идните мандатари, идните градоначалници и советници, една од првите работи кои што ќе ги направат доколку сакаат да имаат стабилен и квалитетен надзор врз спроведувањето на законите во нивната локална самоуправа е да се заинтересираат против кои
актуелни инспектори се водат кривични или дисциплински постапки и да ги искористат правните механизми кои што им стојат на располагање или на некој начин да направат проветрување на кадарот во инспекторати. И ова Уште да ги проветрат и да... да, ова со инспекторите не носи и до вашата област, каде што ги нема и на централно ниво. Јосифовски, различни се податоците, меѓутоа над 1700 нелегални диви депони, до 2000 доаѓа бројката. 8 ги знаеме жешки еколошки точки и 54 нестандардни депони. Кога се зборува за нестандардна депонија, се мисли на депонии кои што условно се под управа и контрола на општински, регионални, комунални предпријатија. Значи ги двоиме од овие скроз нелегалните, иако овие се по-нелегални. Тоа споменавте, значи само 22 од општините имале важички локален еколошки акцијски план, само 3% направиле извештај што спровеле. Фрапантен податок, мислам дека од кај Герман добиен од вашите истражувања, буџетот на општините, ајде избори се, значи издвојување за животна средина почнува од 0 до 4,5%. Заради различни околности, пожари, во таков период се изборите, животната средина е во фокусот, што може да реално да се очекува, освен приказните со ваква состојба и со вакви буџети. Конечно, доаѓаме тоа зашто е битно да се знае што содржи буџетот, бидејќи тие кажуваат дека за многу од тие ветувања или суштински потреби на граѓаните едноставно пари нема. Токму така, затоа и во првиот дел истакнав дека многу од проблемите во животната средина едноставно потребни се средства за да може да се решат и на жалост освен овие податоци кои што го кажавте уште пофрапантни. На место 8 имаме всушност над 15 жешки точки кои што ниту една не е решена во целост, само за 2 е во тек некој процес кој што трае со години да се решат и повторно тие се решаваат од централната власт. Дополнително него истакнавте и моментот со отпадните води. Тоа е фрапантна ситуација. Се обидувам да ги поделам некако, бидејќи еве ќе додадам. Само 34 општини, од 34 општини, па оние што ги спомна Герман Урбани, само 3 општини имаат зелена или катастар. Во 2023, за жал тоа се последните податоци, само 4 општини имале важички планови за квалитет на воздух, управување со отпад, 146 милиони метри кубни годишно. Не, ова е загубите на води тука да ги додадеме. Еве повторно ќе се дополни тука и Герман. Тоа се фрапантни податоци, околу 4 милиона евра годишно загуби кои што се движат и до 72%. Тоа се податоци за една страшна негрижа за она што го имаме, а не да одиме напред. Општините, така како што се моментално поставени, не можат никако да се справат со проблемите кои што ги има во животната средина, а нивните надлежности воопшто не се малку, од издавање, како што спомена и господинот Герман, значи има Б дозвола која што треба да биде исто така контролирана, а вие го видовте фактот дека нема доволно инспектори, некаде воопшто, значи, а таа надлежност е дадена, треба да издаваат, треба да контролираат, потребно е депониите да ги одржуваат, а тука да напоменам дека тие депонии се нестандардни ги викаме, но всушност се надвор од законот за управување со отпад и што тој таму пропишува. И тоа е ситуација од Затоа Греков нелегално легално. 2006 година се овие ситуации. Така што мислам дека имаме сериозни структурни проблеми кои што не се решаваат, а јас би истакнал дека тие 1700 што ги спомнувате како ѓубришта или нелегални локации кај што се исправа отпад се многу повеќе
Ние само кога правевме акции, кога мапиравме, по 150-200 без проблем мапиравме во еден месец локации, бидејќи обично кога има едно село, едно ѓубриште, се создава уште едно и обично веќе имаме село со по неколку сериозни, кои се кажат сметилишта, значи не е депонија класично, но сметилиште. Што се случува Јосифовски на оние бројни средби кои што ги имат и конференции и работилници, кога ќе се тргнат донаторите, бидејќи пред кога тука има и донатори, сите локални па и централни функционери, тога сите се многу ангажирани, тогаш на маса се сите тие планови од некаде, што е оно што реално го кажуваат како причина за моќта или немоќта да се инвестира, да се вложи во оно што е неопходно. Секогаш се жало дека буквално немаат средства, дека тоа се многу пари за нив и не можат скоро ништо да направат. Но би кажал дека тука секако има проблем, ја ви да кажеме, кај комуналните предпријатија, па и кај тие предпријатија во делот на водоводот. Значи, со оглед на тоа колку вработени има, значи пак може да кажеме дека имаме одредена превработеност, па и веќе го истакнам проблемот, например, кога една агенција за финансирање надворешна на странска држава сакаше да вложи и еден од условите беше за да даде грант без камата на една наша општина, да го намали бројот на вработени во тоа предпријатие, затоа што било 50 пати над дозволеното. Да погодиме зашто се одлучија, не го земаа грант. Грантот не е земан грантот, бидејќи треба да се отпуштат луѓе. Герман, колку од вас што го слушаме, овие бројки многу се навистина на брзина што ги кажав, колку малку се одвојува и така натаму, колку според вас е тоа резултати на сте правеле бројни анализи и на фактот што најголем дел од општините, всушност од буџетите на општините, во голем дел се должат на дотации од централната власт, приходите се многу мали, не се собира и она што е редовна активност на општините и фактот што главната заработка која што ја имаат општините и практично таа е таа слика. Ако нема маркица, некако им е тесно. Ако ќе ги спомнеме маркиците, тука доаѓаат оние ваши фрампантни податоци, ГУП, ДУП, постојано објаснување каде е проблемот, например, за 20% зеленило и дискрепанцата во ГУПот и ДУПот и на тоа се надоврзуваат оние фрапантни бројки за исто така една од многу најлесно користените алатки, продажба на државно градишно земјиште. Те продажба, те најм, тука се сите најколме. Општините најмногу пари прво добиваат од парите од ДДВ што одат за општините. Значи, тој трансфер оди преку централниот буџет. Парите што ги добиваат за дотации, со дотации одат само за училиштата и за противпожарните единици. Така што другите пари општините се нивни. Значи, кога им префрлат по автоматизам од ДДВ-то стапката и парите што тие ги заработуваат од разните комунални локални такси, делот за структурата покажува дека без оглед дали е данок персонален, дали е данок ДДВ, дали се тие редовни блок дотации или еве други вакви, има општини, тоа сериозни општини, тешкаши што би рекле, каде што во структурата на буџетот се до 67-70% се таков вид на дотации. Да, затоа што нема од каде, ако има 3000 жители општината, од каде ќе земе локални давачки. Иако правевме едно истражување, не си ги ни наплатуваат општините парите за данок на имот. Тоа е локална давачка. Да не одам сега по таа структура. Од неажурност. Не биле поврзани со катастар, немаат направено ревалоризација на вредноста на имотот. Некој плаќа 20 години изданок. Па становите за 20 години колку пораснаа цената? Дали е иста цената на станот во кој живеете денес, па дури и пред ковидот, така? Еве да земеме 5-6 години. Данок исто плаќате сите за имот. Исто. Така што
општините сами не прават напори, а ќе најдете вие многу, како што спомнавте и претходно, ќе најдете многу оправдувања, овој закон не е со овој, ова не е со ова, ова не е со ова. Кога се сака, се може. Мислам дека ги спомнавте пред малку, да не заборавиме дека колку има општини, уште повеќе има локални јавни предпријатија, кои што се општински, значи општината, затоа да знаете, кога бираме градоначалник, тој си поставува потоа и директори и општината на еден начин влие врз работењето на локалните јавни предпријатија. Во општините имаме вработено и таа бројка, да ја кажеме, мене ми се фрапантни бројките. Во сите општини само во редовен работен однос имаме 6000 луѓе вработено. Да не речам по 2, меѓутоа уште толку илјади додадете што се по договор на дело работат, меѓутоа трошок се, меѓутоа не се вработени во општината, туку преку агенции за привремено вработување. И сега слушајте, 12.000 луѓе работат дополнително во општинските јавни предпријатија. Тоа се веќе 18.000 редовно вработени. Војска и полиција заедно. 500 вработени имаме во локалните објекти од областа на културата. 500 вработени. Завод, музеј, дом на култура и така натаму. Не се тоа малку луѓе. Затоа кога бираме градоначалник, како вика утре ги менува сите директори. И пак ќе кажам, ако улицата не е добро офарбан пешачкиот премин, ако немаме автобус, ако немаме осветлување, ако не е исчистено нешто, тоа е градоначалникот. Иако тоа јавно локално предпријатие има директор, директорка, нели, тоа е под општината и општината влијае врз нивното работење, а таму состојбата е доста лоша, и ги спомнавте овие за вода. Локалните јавни предпријатија, загубите ги спомнавте 60% питка вода за пиење, а не знам во друга земја да се губи, и ние така да седиме со години и бројките да ги повторуваме. Да не ги споменуваме и податоците околу водоводната мрежа, кои што се фрапантни во колку градови со азбестни цевки. Кога секој лето во пола Скопје вода немаше, високи зони, вакви зони, онакви зони, ние губиме, ја фрламе 60%, питката вода ја пуштаме да си тече, а тука секогаш парите стојат за тоа. Вие правите анализи на долгови на јавни предпријатија, долгови на општините, и потоа преку тоа се преминува туку така. Половина од водните јавни предпријатија работат со загуба. И баш ако ги споредите загубите на вода и каде има загуба, ќе видите дека кореспондира тој податок. Секогаш треба така да се гледат работите. Кажа некој градоначалник, ќе сменам водоводните азбестни цевки? Слушнавте вие во кампањата некој тоа да го каже? Ама и граѓаните активно не го бараат тоа. Исто така е многу битен факт дека ние како граѓани овие алармантни работи ние самите не ги бараме. Исто ние на терен кога сме, да најголем дел од проблемите за кои што зборуваме не ги бараат тие работи граѓаните. Обично ги бараат граѓаните тие работи што и реално градоначалниците им ги спорачуваат, во смисла дупките да бидат закрпени на улиците, да има каде се паркира возилото, така, значи тие работи. И тоа им се обезбедува ама кога ќе се отворат овие сериозни проблеми, кога ќе дојдеме да немаме вода, кога почнуваме да немаме чист воздух. Ама се потресовме дека во Приспанско над 300 луѓе имаат карцином, така? Така. Од толку малку жители. Тогаш тој беше идејата, бидејќи овие истражувања не се истражувања сами за себе на одреден сегмент, бидејќи кога ќе се поврзат во својата целина, да кажуваат многу за ниту се, ги знам сите организации, мојата секако и нивните, ниту се истражувања кои што се прават заради истражувањето. Секогаш се прават на теми кои што се од животно значење, и сите истражувања, сите се проследени со конкретни препораки што да се направи. Што да се направи утре, што за 2 години, а што на долг рок. Еве, Георги, мислам дека имате издвоено некои податоци околу она што значи, например, општинските даноци и јавната безбедност. Тука фрапантни беа тие податоци, ние ги гледавме пожарите, се додека не беа изнесени оние податоци за 27 години просечна старост на
на противпожарните возила или оној податок што веќе го спомна Герман за недостатокот на пожарникари кој што сега се оспоруваше тука директно од директорот на ДЗС дека не била соодветна анализа. Бројките се официјални, законот има официјално пропишано минимум колку треба да има според број на жители, и ЗЕЛС ги има истите бројки, така што Не, тоа беше во функција. Да. Нешто. Да. Мора нешто да се демантира. Не. За овие бројки сигурно не може да се демантира затоа што се тие исто добиени од службите нивни и сите ги потврдуваат. Ние први ги објавивме сите тие камиони што ги бутка и што ги гледаме како раритети таму од 60-та година, така што тие се состојбата е таа. Жално ако некој сака таа состојба да прикаже дека е порозева, затоа што само ќе го спомнеме Кочани и ќе застанеме со муавет. Да, ако таквите бројки доаѓаат од едно лице и од една изјава, тогаш би било лесно да се демантираат, но кога доаѓаат од повеќе истражувачки центри и едни меѓу други се поклопуваат, минимална разлика може да има зависно од моментот кога е истражувањето направено. Го споменав само како илустрација до каде се оди, бидејќи во тој дебат всушност беше демантиран еден основен статистичка алатка, пресметка на број на пожарникари или полицајци или суди по глава на жител, како што е секаде. И тие податоци кои што се битни, нели може да ги тргнеме на страна во моменти кога гледаме дека ние секоја година, особено последниве неколку години од 2020 барем да речеме наваму, пожарите во лето ни доаѓаат како снег во зима. Дури и снегот е поредок од пожарите и пак на крај службите излегуваат да бидат изненадени од тоа. Ако едно нешто ти се повторува секоја година, имаш ти тековни сезонски пожари, знаеме дека се во лето, знаеме дека се на есен кога не знам земјоделските активности се почести, ги знаеме и причините и ништо не правиме по тоа прашање. Сега основата на се е во суштина долгорочното планирање. Тоа што нас не само имаме ли такво планирање, бидејќи го споменавме еднаш два пати унгарскиот кредит. Нели ќе беше подобро ако државата таргетираше што е она есенцијално како потреба да се креираат политики, без оглед дали е животна средина, дали е, не знам, подобрување на образовната инфраструктура, што е исто така сериозен проблем, и иако е за основното образование и дел општинска надлежност, дел и измешано, или конкретно, да, луѓе ова 27 години просечна старост на противпожарни возила е недозволево, инвестираме по толку, по 2, по 3, има параметри за секоја општина. Општините најдобро си знаат што им треба, многу често и повеќе отколку што централната власт знае што на одредена општина им треба, но во моменти кога гледаме дека општините не работат на подобрување на капацитетите на институциите кои што треба да се справат, оние first responders, нели, органите кои први реагираат, од друга страна отсуствува во голема мера и долгорочното планирање и визија за предвидување на потенцијални кризи по случај пожарите, нели? Од друга страна немате планови за нивна превенција, немате планови за делување кога тие ќе се случат, така што би рекол дека главниот заклучок на оваа тема ни е дека мора општините повеќе да се фокусираат на долгорочното планирање, како ќе се справуваат со кризите. Сега, еден краток податок, го читав Законот за заштита и спасување, таму е предвидено да општините носат годишни планови за спречување за заштита и спасување, но она што е една добра практика, што кај нас не се практикува, е препорака од повеќе меѓународни организации, вклучително и Обединетите нации, постои една рамка која се вика Сендај рамка, че таа рамка предвидува да општините особено подолгорочно ги планираат, како да се справуваат со кризите и со потенцијалните ризици. Значи, дали тука станува збор за пожари, дали станува збор за поплави, одрони на земјиште и слично. Според тоа јас што го имам настрана од истражувањето, тоа што го гледав, многу мал дел од општините
некогаш имале такви стратегии, дури и тие што имале годинава им истекуваат. Така што во отсуство очигледно на донаторски проекти, на менторство од меѓународни организации, општините немаат или желба или немаат капацитети да ги предвидат овие работи, нели? Сега дополнителен проблем е тука што локалните канцеларии на ДЗС, кои што во суштина треба да бидат некој ментор на општината при планирање на тоа како таа би нема и некој да ги менторира. Не е проблемот само што нема кој да ги менторира, туку и ги нема. Истиот случај како со инспекцијските служби, канцелариите и таму каде што ги има, најчесто тие лица се одговорни за повеќе општини наместо за една, така што и да сакаат да менторираат, не можат да им излезат во пресрет на општините. Сега една тема што се отвори, особено едно прашање што се отвори во јавноста, особено со случувањата во Кочани, е локалните совети за превенција. Нели, тоа се тела во кои што како советодавно тело на општината во нивен состав влегуваат од јавни предпријатија до противпожарни служби, до организации како Црвениот крст, кои што во суштина треба да и помагаат на општината при планирањето и при носењето на сите нови буџети. Видовме дека податоците, сега не можам да ги најдам колку ги има, а колку од тие што ги има се состанали. Мислам дека само 14 општини имаат активни, но и тие активните се во суштина активни на бидејќи општините, пак се навраќаме на општинската транспарентност, ако отворите на било која општинска веб страница нема да најдете никакви податоци, ниту колку често се состануваат, ниту кој членува првично во тие совети, а најмалку па што се дискутира на нивните средби. Слики 200 од градоначалникот, како ги надгледува овие сега што се градат објектите. Уште една пауза за реклами. Во завршница пообратен редослед, кога би можеле да се во ова што го разговаравме, тоа што сите го истражувате, да го формулирате во една порака што би му ја кажале на било кој градоначалник, би било што? Ама немајте да е од Кавадарци, бидејќи од таму сте. Па не. Имагинар. Многу кратко на просечниот би рекол, нека го отворат нашиот документ, нека ги видат препораките, нека слушнат што граѓанскиот сектор и лица кои се експерти во својата област имат да им кажат, значи нека ги видат наводите, нека ги видат сите тие поразителни бројки и податоци и нека видат малку позитива од тие препораки што граѓанските организации ги нудат. Јас би порачал дека би било повеќе од една реченица, бидејќи тука има вода, воздух, отпад, почва. Јас само би се осврнал на нас граѓанските организации во смисла дека градоначалниците треба нас да не гледаат како голема помош и поддршка што може да им ја дадеме буквално во различни области. Ние не сме непријатели, буквално немаме корист никаква друга освен тоа квалитетно сите да живееме, немаме друга корист и битно е да не гледаат како партнери кои што можат да им помогнат во различни области и имаме на друга порака за нас граѓаните дека ние мора да се активираме, мораме да излеземе нашите пештери секојдневни во кои што живееме сами, дека треба да бидеме организирани и треба да ги бараме нашите права и тоа е единствен начин ние да се избориме за квалитетни општини и морам да го кажам податокот дека за многу активности кои што се случуваат во општините низ Западна Европа, граѓаните се директно вклучени со волонтерски активности, со волонтерска ангажман и така натаму. Ние тука може да кажеме за нас самите дека не сме активни чинители во нашите општини заради икс работи, но мора да и таа вина се ставиме малку и на самите себе. Филков, знам дека голем дел од овие податоци, мал дел спомнавме, многу останаа, ќе имаме и други околности, се добиени со многу мак. Преку инструментите најголем дел за пристап до јавни информации и така натаму. Колку тоа говори дека имаме општини и општински администрации сервисно ориентирани кон граѓаните, што може би во известна мера ја оттежнува или дури ја одвраќа од таа потребна партиципативност, учество за кое што спомнава Сифас. Тука сме некаде на половина пат, би рекол. Уште имаме многу работа. Има некакви подобри примери, нема идеални примери, меѓутоа
тоа што две соседни општини, едната е да кажам транспарентни работи подобро, другата не, кажува дека се е од да кажам од човечки фактор. Значи се може кога се сака. Она што јас би сакал да го видам од градоначалниците, да бидам попрецизен. Што би сакале да слушнете од градоначалник било кој, а што не би сакале или од тоа што го слушате многу ве нервира како граѓани, па после како истражувач или двете заедно. Ево за крај. И тоа што го гледаме, ние сме со фокус на јавното трошење, на тендерите, на јавните набавки и прво што гледаме во било кој тендер кога го анализираме, било да е на локално, на централно ниво, гледаме дали ја гледаме таму логичноста во набавката, дали е тоа за некаква реална потреба. Тоа би сакал градоначалниците да ги видам да работат за реалните потреби на граѓаните. Ако реално им треба нешто, тоа да го направат, а не затоа што добиле проект да направат улица или затоа што имаат не знам, некаква пријателска фирма која што нуди тоа, па да го купат тоа, ајде да го обновиме мебело затоа што имам пријател што продава мебел. Значи, реалните потреби на граѓаните да ги задоволат. Калдрмата со бекатон. Потоа, да парите да ги трошат, а може би е тоа и веќе и фраза излитена, меѓутоа навистина домакински, како што ги трошат своите пари. Тугите пари треба уште подомакински да ги трошат. Тие не се нивни пари. Значи, ние даваме пари преку даноци, преку придонеси, им ги даваме, еве ви ги 800 милиони евра, тие треба само да ги потрошат за, пак ќе кажам, домакински, за реалните потреби на граѓаните. И крајно да ги отворат општините за граѓаните. Да не се фингираат реалните состојби. Ако немаме инспектор, немаме инспектор. Граѓаните треба да знаат. Ако имаме малку нешто, треба да знаат. Ако не да се прикриват работите, со прикривање ништо нема да направиме. Поентата ми, ако го направат сето ова, довербата, па граѓаните сами ќе сакаат да го изберат. Не треба ни кампања да прави, ни ништо тој градоначалник. Ви благодарам што вечерва бевте мои гости. Вам ви благодарам, почитувани, за вниманието. Станете со програмите на Тело.